Голем инцидент на Плачковица. Дрвократци нападнале жители на Шашаварлија. Една жена заврши во болница. Удриле ја со колата, прегазиле ја и у момент она звоне на син му, доваѓа син му од градот, до тоа време они бегале натака, доваѓа син му и брат ми тука, пуштаваме ги ние овсите со брат ми и ние тука се најдеме. И они бегаа натака и ние да видиме дека ќе бегат. Они малку понавака застана и почнаа да ни се закануваат. И тука Брчедо фанаа го и него го претепаа додека ја да стасам. Исто и брат ми и него го претепаа и избегаа. На инцидентот му претходел обид на мештаните да ги заштитат дрвата од секирите на дрвократците. И они секој ден сечат тука, не е прв ден овај. Ама сабале више, значи видиме дека овие се сенки тука, 100-годишни сенки што ги плоднуваме, што се плоднуваме стоката. Значи ние сме тука сточари, живееме од тоа. И дојде време сега што ја уништија, целата шума ја уништија, дојде време да ни ги сечат сенките. Ние нема дека да си плоднуваме овците. Состојбата ескалираше денес, но проблеми со дрвократците овдешните жители имаат секојдневно. Само од почетокот на грејната сезона до сега, во овој дел од Плачковица, според проценките на овдешните жители, се исечени над 100 кубика дрва. Уништија се живо, се целата природа ја уништија. Ни сенки оставија, што се вика, нема една кукавица дека да кука веќе. Ни сенки оставија, ни плодни дрва оставија, ништо. Штипската околија до горе, до почивало, тоа е огромна штета. Последните 2 години откако почнала масовната сеча на дрва во атарот на Шашаварлија, овдешните жители пријавувале секаде, но реакција не добиле од никаде. Затоа сега тврдат, против кратците на дрва ќе се организираат сами. Ние мора да реагираме. Значи, власта не реагира службата, ние да реагираме више, да си ја бранеме собствените шуми, да си ја бранеме ние дрвата. Инцидентот е пријавен во полиција и оттаму повеќе детали најавија за утре.